оваа година, како и секоја, произведовме уште поголем процент на врне вина од претходната. Веќе 40% од вкупниот асортиман се врне вина. Со тоа придонесуваме за зголемување на просечната цена на Тиквеш, поголем профит не само на Тиквеш, туку и на македонската винска индустрија генерално. Ова беше една од најлошите берби во историјата на Тиквеш, на Југоисточна Европа и генерално во светот. Познати вински региони како Бордо, Напа Вали беа сериозно оштетени. Тоа влијаеше на многу помал принос од редовниот, односно набрани се 45% од вкупниот потенцијал на винско грозје. Меѓутоа, сепак таа природна редукција придонесе квалитетот сам по себе да биде исклучителен и ако на ова ги надополниме иновациите, инвестициите во опрема, во ноу-хау, оваа година сериозно ќе отстапува од сите досегашни, односно можеме да кажеме дека ова е винтидж година за Тиквеш и за Македонија генерално. Односно вината ќе бидат со најдобар квалитет досега. Тиквеш има сериозна експанзивна политика на продажби, не само во Македонија, туку во регионот и пошироко. Во моментов 40% од продажбите се продаваат во Македонија, но интенцијата е односот на домашен во однос на странски пазар да биде 10-90 за некои 5 до 7 години и со тоа да ја придвижиме целата македонска винска индустрија, односно да бидеме едни од предводниците на нејзиниот развој. Тиквеш оваа година е, мислам, едно од најнаградуваните винари во Европа. Досега освоивме 60 награди годинава. Тоа е рекорд и очекуваме тој број на награди едната година да биде уште поголем. Наградите се сериозен маркетинг алат за наша промоција пред клучни купувачи на клучни таргетирани пазари, како што се Америка, Кина, Европска унија. И мислам дека ќе придонесат за наше диференцирање во однос на конкурентите со кои се бориме на светскиот пазар. Тиквеш има секоја година се повеќе пријатели, се повеќе лојални конзументи и за таа цел оваа година за нив приготвивме посебен поголем простор. Се надевам дека ова ќе го следат и другите винари, дека на иста дата ќе славиме денови на младо вино и со тоа ќе придонесеме кон промоција не само на нашите корпоративни брендови, туку и кон промоција на македонското вино генерално, затоа што на овој настан присуствуваат гости од целиот регион, па дури и од светот. Имаме новинари од Англија, од Америка и со тоа сериозно ќе се представиме пред таргетираната винска публика на клучните пазари. На овој настан практично целта е да ги пробаме вината од новата берба и за оваа година ќе го извајам новото вино, односно новата сорта Русан, интернационална сорта која потекна од Франција со тренд на раст на светскиот пазар и ние одлучивме да ја воведеме во асортиманот и да ви ја представиме за прв пат година. Оваа година бројот на туристи во рамки на винскиот туризам бележи раст од 15%, меѓутоа тоа е во сам зародиш тој пазарен сегмент. Со инвестициите на Тиквеш и на другите винари во вински туризам кои следат следната година, сериозно ќе придонесеме за диференцирање на Македонија како туристичка дестинација на светската туристичка мапа, односно Македонија за 5 години ќе стане позната, тоа е нашата мисија, да стане позната дестинација на светскиот туристички пазар токму преку виното.